Полицијата поднесе прекршочни пријави за нарушување на јавен ред и мир против 8 лица кои учествуваа во тепачката на 2 овој месец во населбата Шуторизари, при што беше повреден актуелниот градоначелник и кандидат за уштеден мандат Елвис Бајрам, соопшти денеска на пресконференција министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. За пожарот во куќата на кандидатот за градоначелник на Ѓорче Петров од ВМРО ДПМН Владо Мисајловски, според првичните информации, избувнал поради неправилно издиден очак. Во текот на вчерашниот ден починало и новороденчето чија мајка во петокот вечерта беше донесена во клиничката болница во Тетово, а која почина при породувањето, информираше Министерството за здравство. Мајката почина на полноќ помеѓу 29 и 30 септември, кога била донесена на клиниката со висок притисок и влошена здравствена состојба. Неизвестно е што ќе се случува со Каталонија по референдумот кој се случи на 1 октомври, а кој не е признат ниту од шпанската влада, ниту од шпанскиот уставен суд. Според каталонскиот лидер Карлес Пучдемон, регионот ќе прогласи независност наскоро, што е прашање на време. Следните предизвици за лидерите на регионот во кој живеат над 7 милиони луѓе се одбележување на границите, царината, меѓународните односи, Централната банка и ред други институции кои досега ги немаше, бидејќи Шпанија има своја влада задолжена за тоа.